Почитувани, добро вечер, гледате 24 анализа. Како Македонија во моментов се справува со коронавирусот, како се третираат пациентите со ковид, како матичните лекари се справуваат со напливот на пациенти, што работат здравствените инспектори на терен, дали какви пропусти се утврдени во здравствениот систем. Вечерва за овие, но и за многу други прашања разговараме со директорката на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, доктор Ирина Сотирова Бухова, како и председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари, доктор Лилија Чолакова Дервишова. Добро вечер и добре дојдовте во 24 анализа. Добро вечер. На почетокот би сакала да почнеме околу темата со смртноста во земјава. За жал, секој ден по 20 на смртни случаи се регистрираат во билтенот на Министерството за здравство. Само вчера 40 граѓани во еден ден починаа. Колку за споредба во регионот, само Бугарија има повеќе починати во однос на Македонија. Доктор Бухова, последниот случај предизвика голем револт кај јавноста. Пациентка болна од ковид вртела кај сестрите, молела за кислород, никој не се јавил. Пациентката за жал почина, незиното семејство обвини за медицинска негрижа. Вие веќе соопштивте дека здравствениот инспекторат се вклучи во истражувањето на овој случај. Што истражија вашите здравствени инспектори досега и кои се првичните индикации, има ли пропусти во лекувањето на пациентката? Така е. Во тек на вчерашниот ден, Државниот санитарен и здравствен инспекторат изврши вонреден инспекцијски надзор во клиничката болница во Штип. При тоа, во моментот на надзорот е констатирана следната состојба. На инфективното оделение хоспитализирани се 56 пациенти. За истите, организирана е работата во две смени, односно тим од 3 доктори и 4 медицински сестри работат во смена од по 12 часа. Во тимот од доктори обавезно едниот е инфектолог, а другите двајца се од други специјалности кои ротираат од клиничката болница во Штип. Од средномедицинскиот кадар, од 4 медицински сестри, 2 или 3, секако во смена, се сестри кои веќе работеле на инфективното оделение, а една е сестрата која ротира од другите оделенија. Во записникот е констатирано дека на дневна основа за оделението за инфективни болести се потребни и се доставуваат од 30 до 40 шишиња или популарно речено боци кислород. Следното што е констатирано е дека во собата за медицински сестри постои тој телефон, чиј број е истакнат на зидот од секоја соба во која се сместени болните. Нашиот инспектор во записнички ги заведе во протокол сите документи кои се заведени во електронска и хартиена форма од почетокот на лекувањето на споменатата пациентка до нејзиниот испис. Во тек на вчерашниот ден по електронски пат, а денеска и по писмен пат, му е наложено на лицето кој управува со споменатата ЈЗУ веднаш да ја свика Комисијата за квалитетна работа и да го испита целиот процес на лекување за споменатата пациентка. Веднаш, односно во рок од 3 дена, треба да го информира ДСЗИ за наодот од исходот од состанокот на комисијата. Меѓутоа, независно од тоа каков и кога ќе го добиеме тој извештај од Комисијата за квалитет, ДСЗИ веќе во постапка на иницирање на вонреден стручен надзор кој во суштина ќе може да ги анализира и да даде одговор на сите овие прашања. Дали првичните индикации тоа значи дека има пропусти некакви во лекувањето? Не можам во овој момент да кажам има или нема пропусти, затоа што тоа би било надвор од ингеренциите и законите кои ги инспекторира ДСЗИ. Значи, пропусти во однос на квалитет на лекување, пропусти во однос на организација на работа во одреден правен субјект ќе го потврди или не вонредниот стручен надзор.
Меѓутоа, доктор Бухова, дали е нормално и е во ред на иста линија да се бараат информации и за пациентите, а на истата линија и самите пациенти да бараат помош? Ова според кој протокол на лекување? Во овој момент не можам да потврдам дали на располагање на инфективното оделение постоел само еден телефон на кој се јавуваат и пациентите и роднините на пациентите за информации за состојбите за пациентот и пациентите до медицинските сестри. Кажувам наодот што е во моментот на инспекцијскиот надзор. Понатаму, од документите кои ќе ги добиеме, на директорот му е наложено со решение да земе писмени изјави од секој од присутниот персонал кој се грижал за пациентката во деновите на незината хоспитализација, посебно во деновите кои се наведени дека се случувале повиците. Значи, по очекување на целокупниот материјал, вклучувајќи ги изјавите на сестрите и докторите кои се инволвирани и биле инволвирани во лекување на оваа пациентка, ќе стасаме до вистината. Во овој момент не можам да потврдам, нити да одречам дека е еден телефон за употреба и внатрешна и надворешна. Добро, бидејќи директорот на Штипската болница самиот рече дека пациентите им вртат на телефон на докторите и сестрите, и прашањето ми беше што е да речеме со безпомошните пациенти, како тие бараат сестри и лекари кога им се потребни. Го истражија ли вашите инспектори овој дел? И на ова прашање одговор ќе даде вонредниот стручен надзор, затоа што овде сега веќе нема брзање. Има милион прашања кои се поставени и кои накнадно ќе се поставуваат. Што и каква е поставката, протоколот на работа на инфективното оделение во полесните или потешките случаи, за сето тоа ќе постојат изјави писмени и од директорот и од вработените и секако еден обсежен и многу сериозен вонреден стручен надзор ќе даде одговор и на прашањата кои вие ги поставивте, меѓутоа и на многу други прашања околу целокупното лекување и престој на пациентката во болницата. Сега ве прашувам и како здравствен инспектор, веројатно семејствата на пациентите имаат право да се информираат за здравствената состојба на нивните блиски. Како е да се реши овој проблем? Како да се организира системот за семејствата да можат да добиваат навремени информации за здравствената состојба на нивните блиски? По Законот за права на пациенти, да, најблиските од фамилијата треба да бидат информирани, меѓутоа не и секој кој ќе се представи како близок да добие информации кои ќе се согласите не би требало да бидат, да ги дознава пошироката јавност. Како и на кој начин е организирано информирањето на најблиските членови на фамилијата, го организира секоја здравствена институција. Тоа е оставено во организациониот дел на раководниот тим на институцијата. Токму и на ова прашање ќе даде одговор, ако збориме конкретно за клиничка болница Штип, ќе даде одговор вонредниот стручен надзор. Така, факт е и дека медицинскиот персонал исцрпно се бори веќе 8 месеци во континуитет против вирусот и тие се веќе истуштени, бидејќи тоа е кадарот. Од друга страна и ние како граѓани носиме одговорност за состојбата, но дали ваквите случаи ја разнишуваат довербата во здравствениот систем? Здравствениот систем исправен пред предизвикот можеби на столетието, јас одговорно можам да кажам дека се држи под контрола. Ја држи ситуацијата под контрола без разлика на тоа какви секојдневни случувања ни се случуваат и излегуваат во јавност. Да, медицинскиот персонал од февруари до денеска е тој, повеќе нема. Изморени со крајни сили, меѓутоа стојат и се борат со предизвикот кој е пред нив. Така, доктор Диди, тука бе сакала да ве вклучиме и вас. Каква е состојбата во примарното здравство и кај лекари после 8 месеци континуирана борба против епидемијата? Со какви проблеми се соочувате вие како матични лекари? Онако што можам да го кажам, да примарното здравство го дава максимумот и тоа е единственото кое што никогаш не се затвори. Во ниеден момент, знаете, на почеток имавме затварање на оделенија, нефункционирање на голем број институции. Во првите моменти, но можам да кажам да примарното здравство во ниеден момент не го направи тоа. Матичните доктори се тие. Ние сме достапни 24/7 цело време, значи телефоните не се запрени од почеток, од 7 сабајле до вечер до 12. Се трудиме максимум да дадеме за нашите пациенти.
Исцрпувачки е веќе борбата заради тоа што бројот на испаничени пациенти најмногу ни ја зима енергијата, за разлика од целокупната друга патологија која што е секојдневна, дали се тоа состојба на пациенти со хипертензија, со инфаркти, со мозочни, секојдневните гоби, болки во стомак и така да сакам да кажам да превземавме огромни обврски од делот на фондот, заради тоа што огромен број на документи ги скенираме и ги препраќаме за продолжување на боловања. Превземавме обврски за Центар за социјална работа, каде што ловиме термини цело време за да добиеме за продолжување на нега. Значи, имаме електронски порачки на рецепти, така да овие алгоритмот кој што компјутерски го обавуваме и го пополнуваме за сите пациенти за да видиме во каква состојба си, таа бројка веќе секојдневно расте, така да имаме матични доктори каде што 2 часа и 40 минути трошат од своето време секој ден за да ги анкетираат тие пациенти кои што се позитивни. Така да, навистина, обврските станаа многу, исцрпувачка е целокупната борба, но даваме се од себе за да може да спасиме секој човечки живот. Го споминавте алгоритмот, дали треба да се смени според вас алгоритмот, што треба да се смени и зошто? Па гледате, на почеток беше од надвор, значи епидемијата која што влезе ко првиот случај од Дебар, од Италија и така, но сега веќе имаме ние внатрешно ширење на инфекцијата и на целокупната оваа пандемија, така да може дел од прашањата и да се исфрлат, но секако тоа не влие, сите ние се трудиме максимум да дадеме да лекуваме спрема патологијата која што има секој пациент и да видиме ако е некој позитивен, во најголем дел ги лекуваме во домашни услови, заради тоа што болниците се полни, не може да се стигне до инфектолог, тешко може да се најде, еве колегите во Скопје навистина се жалат веќе со месеци не може да добијат инфектолог телефонски. Така да еве едно барање од сите матични доктори да менеджирањето кое што ни е ставено како матични доктори, да ние треба да најдеме брза помош, да ние треба инфектолог, како што е во Штип примерот, бидејќи некна бев во емисија директно со директорот на клинички центар Штип, таму нема кој има проблем, си повикува брза помош, се менаџира, се носи пациентот, се транспортира и мислам дека треба да ни го вратат болничкиот упат. Значи, оно кое што постоеше едно време, каде што докторот ќе прави тријажата и навистина, ако вие сметате дека е за хоспитализација, дека има ниска сатурација пациентот, нема тука, нели, што ние со сати да бараме да добиеме инфектолог. Ние сме свесни дека и они се презафатени. Но и ние имаме по 140 влеза. Вие не можете за еден пациент да чекате саат и 40 минути да стигнете до инфектолог, па да најдете брза помош. Едноставно, целокупниот здравствен систем е преоптеретен. Доктор Лилија, кои се според вас причините за високата смртност од COVID-19 кај нас во земјава? Гледате, јас повторно ќе кажам дека треба да се види нас во времето кога студиравме медицина, научија кауза мортис што е основна причина за смрт и кои се коморбидитетите. Тука треба да се види тоа и во светот веќе испаѓаат и други европски земји каде што има промена веќе во тие бројки. Така да една Италија се да речеме веќе коригира во бројките, кажува дека најголемиот 76% од пациентите не биле од корона, туку основната причина за смрт бил мозочен удар, бил инфаркт, била леукемија или нешто друго. Така да се сметам дека и сите држави со тек на време кога ќе се стабилизираат овие сега состојби, пошто сите се под притисок, се надевам дека некоја попрочистена статистика, за тоа си има институции во државата кои што ќе го направат сето тоа. Да се надеваме дека бројките, реалните бројки ќе бидат сосема поинакви. Сега под притисок на светска здравствена, не знам како сите држави некако прикажаа бројки поголеми, а еве реалноста е да речеме и ние спрема алгоритмот кој што го правиме, еве од моите 30 пациенти 1 до 2 имаат температура, другите на моje големо задоволство сите се добри, иако се позитивни. Доктор Букова, денеска соопштивте дека иницирани се 4 надзори за починати пациенти од COVID-19 од Свети Николе, 2 од Струмица и од Ресен, а во тек се инспекцијските надзори за починати пациенти од Тетово, Кавадарци, Битола и Крива Паланка. Дали се овие надзори иницирани по пријава на семејствата или која е причината за вонреден надзор? Не. Ниту еден од овие надзори кои вие конкретно ги споменувате не се иницирани од никого, тие се иницирани од ДСЗИ во соработка со Министерство за здравство. Ја следиме патеката на лекување на болните, во овој случај станува збор за помлади, за жал починати, патеката на лекување од матичен доктор, па се до последниот ден на хоспитализација во болница. Завршени се дел од стручните, од вонредните инспекцијски надзори се завршени и иницирани се вонредни
стручни надзори во Министерство за здравство. Што значи тоа е, за да објасниме за јавноста во одреден случај? Што значи вонреден стручен надзор? Се истражува, да. За стручен? Да. Вонреден стручен надзор значи формирање на комисија од страна на министерот, исто. Вонреден стручен надзор може да формира и лекарска комора. Од група на доктори кои се соодветни на докторите кои го вршеле лекувањето за одредениот пациент. Например, бидејќи сега станува збор за ковид позитивни, во таа комисија секако ќе треба и ќе има член инфектолог, пулмолог, трансфузиолог, анестезиолог, воколку се работи за дете педијатар, воколку се работи за бремена жена гинеколог и еден член од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Оваа комисија има задача, од кога ќе добие решение од министерот или од лекарска комора, да го проследи и стручно да го преиспита целокупното лекување од почеток кај матичен доктор до последниот ден на хоспитализација. Што значи, тука ќе се откријат има или немало коморбидитети, дали пред инфекцијата со COVID-19 одредениот пациент имал одредени болести, кои биле, не само дали имал. Ние сме имале случај за одредени пациенти кај кои во склоп на вонреден инспекцијски надзор гледаме дека има сериозна диагноза, гледаме дека секој месец се припишува на терапија, меѓутоа немаме контрола за болеста неколку месеци, дури и цела година наназад. Сакам да ви кажам дека тој стручен, вонреден стручен надзор до секој детаљ ќе го испита и на крај ќе даде заклучок во однос на тоа има или не пропуст во лекувањето на одредениот пациент. А каде, во кои здравствени установи се извршени овие надзори, кога јавноста може да очекува резултати? ДСЗ не може и не сме да открива идентитети за пациенти за кои се вршат вонредни инспекцијски надзори, секако дека по завршување на истите, се извинувам за вонредни стручни надзори каде е иницирано, секако дека по завршување на истите од институцијата која ги врши надзорите, јавноста ќе биде информирана. Да, вие самите споменавте во вашите надзори следите патеката на лекување на пациентот од матичниот лекар до нели крајната здравствена установа. Дали во кој дел има откриено некакви пропусти? Дали примарното здравство има пропусти или пак комуникацијата помеѓу примарното и секундарното здравство? Имате ли некои такви наоди до сега? Детектирано некои слабости во одредено? Таму каде што ДСЗ имаше детектирано прекршување во однос на законите кои ги инспекторираме ние, веднаш беше информиран министерот и, како што знаете, имаше смена на одредени директори на одредени институции. Значи, таму каде што веќе во моментот ќе се увиде пропуст, се интервенира до надлежната институција и следува санкција која за тоа е со закон препишана. За се друго, во однос на податоците кои ќе се најдат при вонредниот инспекцијски надзор, тие се темел, односно врз основа на нив се врши вонредниот стручен надзор. Така, доктор Лили Периодов имаше и голем број на реакции на адреса на матичните лекари. Дел од граѓаните велат не лечат по телефон. Кој е вашиот одговор на ваквите реакции? Значи, можем да кажам да линијата кај секој матичен доктор е презафатена. Ако вие денеска ми се јавите во моментов, додека разговарам со вас, цело време звони се слуша втора линија. Значи, нема запирање на телефонот на фиксните телефони кои што се во амбуланта. Така да, нормално е ако пациентот бара, а докторот во моментот прегледува, сестрата буцка и да се случи да не може во моментот да се јавиме. Значи, при персонал од доктор и сестра, верувајте ни дека во моментот во системот недостига некој кој што би бил телефонист и кој што цело време би одговарал на телефонски позиви. Така да сметам дека вратите на амбулантите се отворени, секој може да дојде до амбулантата на матичниот доктор и јас уште еднаш ќе повикам да се прават прегледи. Многу е битен физичкиот преглед, значи да се стави слушалка, да знаеме добра тријажа да се направи. Докторот, она кој што во моментот на прегледот ќе го диагностицира, вие не можете да го диагностицирате по телефон. Не можете, ако некој го стега во градите, вие да знаете дали он има херпес зостер, има болки или има навистина ангинозен напад и може да добие инфакција кој момент. Затоа уште еднаш ќе кажам да си се вратиме во нормала, прегледите да си бидат прегледи, оние кои што се навистина добри, со некои лесни симптоми, во ред е телефонски да се консултираат, оние кои што навистина имаат потреба за преглед, бидејќи не е само корона,
вратите на матичните доктори се отворени, да си дојдат да си се прегледаат. Само така ќе можеме да направиме добра триажа и да ги зачуваме овие кревети кои што се на инфективните оделенија за најтешките случаи. Да не ги зафаќаат нели пациенти, бидејќи имаме и авторитети кои што бараат и со 37 со 2 да бидат хоспитализирани. Така да сметам дека треба да се слуша гласот на матичниот доктор и тој како професионалец да каже дали треба овој човек да оди во болница, дали не треба да оди. И верувајте ни, навистина, матичниот доктор е ставен во ситуација во кој што инфектологот ви вели само ако е тестиран ќе го примам, а вие немате услови од недела дена да најдете термин за тестирање. Дали се направени дидимери, колку е сатурација, а вие немате услови или не може брзата помош да престигне кај сите да отиде да мери сатурација. Заради сето ова, ние како Сдружение на приватни лекари поднесовме барање до институцијата Фонд, каде што видовме од терен, баш од базата, дека ни треба еден нов упат, ковид упат нека се вели, во кој што ќе има крвна слика, седиментација, ЦРП да видиме дидимери, да може на едно место да се прави, во секој град да се одреди од страна на Министерство една лабораторија каде што тие пациенти кои што се дома кашлам, тешко ми е, се гушам, да може негде да ги однесеме и да знаеме нели со кои параметри работиме и да знаеме во кој правец да ги движиме пациентите. Така да сметам дека институциите малку потешко се придвижуваат, би требало нели еве очекуваме да се реши нешто во однос на тоа и од страна на Министерство и Фондот во секој град да се назначи по една ковид амбуланта во која што би можело на тоа место тој пациент од дома, бидејќи по протоколите не смеат да излегуваат. Ме разбират, значи кога ние би имале таква некоја дозвола од страна на ДСЗ и на Министерство или на било која друга институција, во тој случај тие пациенти кои ќе ми рече тешко ми е да може да отиде со дозвола на полиција или на било кој да го упатиме и да провериме дидимери, крвни слики, ЦРП и да знаеме каква му е навистина состојбата врз основа на аргументи. Рековте дека е многу важна триажата на пациентите, дали сега во вакви услови имате услови за добра триажа на пациентите? Или не, верувајте ни, значи има моменти кога маки мачиме, не можеме, значи нема место, не можеме да добиеме, заради тоа што вие прво треба процедурата да запазите, да се јавите на инфективно оделение или во болница преку локал, па од локал да побарате инфектолог. Некогаш и они се презафатени. Некогаш ги добиваме, велат немаме место. Прати го на интерно оделение кое што исто ковид. Еве за Велес можам да кажам конкретно како функционираме. Некогаш бараат да речеме колку е сатурација на пациентот, дали е тестиран или не е тестиран, или зошто не си го тестирал, а како да го тестираме кога нема термини. Немаат сите луѓе пари за да отидат за Скопје на приватно да се тестираат. Заради тоа сметам дека добро би било кога министерот би пуштил на приватно овие брзи ПСР тестови во секој град да можеме побрзо да идеме до барем некоја дијагноза. Така да сметам дека треба брзо да се движиме низ системот, за брзо да направиме крај на оваа голгота, нели да се надеваме што поскоро нели да се намали бројот на пациенти, еве и климатските услови ако се снижат температурите и пополека да излегуваме од целокупната оваа пандемија. Доктор Дили, во однос на лекувањето на пациентите со ковид, како одредувате еве кој пациент е за домашно лекување, кој е за во болница? Гледайте, повторно ќе кажам, јас во ниеден момент не сум престанала да прегледувам, значи сите пациенти ги примам, ги прегледувам, правам аускултација врз основа на наодот, температурата каква им е, сатурацијата каква им е. Одлучуваме нели како ќе се движиме во целокупниот здравствен систем. Самиот физикус кој ќе влезете вие, кој ќе видите пациент кој што тешко диши, се бори за воздух, сатурацијата е 70 и нешто. Во тој случај пробаме да видиме дали можеме да го хоспитализираме. Ако нема место, даваме терапија веднаш, не чекаме, значи се дава антибиотска терапија, заради тоа што секој вирус го намалува имунитетот и после тоа секундарните бактериски инфекции се секогаш тука. Нашето искуство од 30 години ни дава да пациентот уште кога ќе го видиме од врата знаеме нели каков е кога е здрав и каков е кога во една ситуација каде што вирусот го нападнал и се не осеќа многу исцрпено. Можам да кажам дека на наше најголемо задоволство сите пациенти кои што се во домашни услови навистина добро завршија во изминатиот период и на наше големо задоволство. Значи обично се дава јак антибиотик, се следат, ги повикуваме на контрола, ги слушаме и така да најчесто со 2 дози на сумамет, кај потешките ситуации некогаш уклучивме и 3-та доза на антибиотик друг од друга генерација. Така да мал е бројот од кајматичен кој што завршуваат, но има сигурно и пациенти кои што долго време чекаат, па веќе кога ќе се јават, тогаш веќе мораме подхитно да гледаме да им се најде место негде да се сместат. Така, за сега ви благодарам, ќе направиме куса пауза за реклами, почитувани, останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите.
Почитувани, следите 24 анализа. Гости во студиото се директорката на Здравствениот инспекторат доктор Бухова и председателката на Сдружение на приватни матични лекари доктор Лилија Чолакова-Дервишова. Доктор Лилија, застанавме кај лекувањето на болните од ковид. Сакам да ве прашам каква ви е комуникацијата со инфектолозите и ковид центрите. Дали навреме се реагира ако некој пациент со ковид му се влоши состојбата под домашно лекување, треба да се препрати во ковид центар? Како оди таа комуникација? Она кое што го имам како информација од цела Македонија, во помалите места многу покомпактни се, веднаш си направија состаноци така да функционираат безпрекорно. Помал број на доктори, мал број на специјалисти, така да добро се изорганизирани. Скопје е милионски град и таму веќе имам поплаки од колегите да навистина тешко им е менаџирањето и сметам дека треба да се отфрли ова од страна на Министерство, заради тоа што е невозможна мисија еден матичен доктор веќе во овакви услови при оволкав оголем обем на работа, значи не е веќе еден, два или тројца, туку секој матичен има по 60 пациенти кои што се ковид позитивни, така да сметам дека треба да се врати она ние упат да си дадеме и натака ни системот да се процедуира пациентот. Не може да менаџира еден матичен доктор да седи цел ден на телефон, како имате вие денеска 60 или 80 влеза. Така да сметам дека треба менаџирањето да се тргне, да не треба матичен доктор да менаџира како да се прими пациент. Туку тоа системот треба да се го организира со еден обичен упат, дека е некој пациент во тешка состојба, да се напишат податоци и да се хоспитализира. Комуникацијата, повторно ќе кажам, преоптеретени се и инфектолозите, и матичните доктори, тешко се иде до телефон, брзата помош исто така има многу повици во текот на денот, но можам да кажам дека се уште добро се носи, заради тоа што кога сме побарале помош да се провери сатурација кај некој пациент, никогаш не откажале. Може да се почека, но сепак ја реализираат секоја наша потреба која што ја имаме. Така да сметам дека се уште здравствениот систем добро се држи, се трудиме, даваме максимум сите и ние како матични доктори, правиме алгоритам, се трудиме да комуницираме со некој, барем да добиеме од тие инфективни оделенија, но пак ќе кажам, едно е организацијски во Скопје, друго е во помалите места, има разлика. Доктор Бухова, дали сите лекари во болниците лекуваат според точно утврдени протоколи, бидејќи здравствените власти тврдат дека има протоколи кои што се следат според СЗО, дали и пациентите и во Струмица, и во Скопје, и во Битола се лекуваат на ист начин според точно утврдени протоколи? Државниот санитарен и здравствен инспекторат нема надлежност да го контролира начинот на лекување на пациентите. Ова е прашање кои други институции ќе го одговорат, меѓутоа, да, постои координација на дневна основа, координација помеѓу клиниките и сите ковид центри во државата, затоа што на дневна основа има испраќање пациенти од ковид центрите во внатрешноста кон клиниката за инфективни болести и другите ковид центри во Скопје, а исто така на дневна основа има и испишани пациенти. Меѓутоа, директно за протоколот и начинот на лекување, ДСЗ нема ингеренции да постапува. Така. Доктор Лили, дел од вашите колеги пак изјавија дека нема добиено официјални протоколи на лекување од страна на Министерството за здравство. Имате ли вие протокол на лекување? Не, сите се координираме врз основа на нашето професионално искуство. Нормално заради тоа што вируси постоеле и ќе постоат. Значи не е сега прв пат, повторно ќе кажам да ние со патологија сега како што имаат овие пациенти, имавме исто пациенти во средината на јануари и февруари. Така да сметам дека тогаш уште нашата држава не беше разбудена дека ете тоа може нешто да се случи како што е во Италија или во другите земји, но до сега немаме добиено заради тоа што верувајте ми, секој си има различни коморбидитети, еден има диабет, друг нема диабет, трет има мозочен удар, така да ние како професионалци нормално можеме да дадеме и да функционираме во овој систем онака како што налагаат здравствените власти, но и како што налага целокупната ситуација. Повторно ви велам, не може некој да ви бара да секој пациент кој што е сомнителен за ковид вие да го тестирате, а да не ви овозможи услови за тестирање. Затоа велам, треба малку, целокупниот систем пофлексибилен да биде, брзо да се прилагодува на целокупните ситуации, заради тоа што навистина ние имаме гломазен здравствен систем, но дел од тие ќе се повторам, треба во секој град да се донесат брзи тестови, треба да се пуштат на приватно, или ако веќе нема да се тестираат пациентите кои сака ПСР, да се направи и побрзо да идеме до дијагноза. Сега нема брзи тестови, бидејќи беше најавен од страна на Министерството. Да, но во Велес и во внатрешноста нема. Значи јас следам секој ден од
ситуацијата, нели, што се случува и како се случува, но еве баравме, нели, од министерот што побрзо да се донесат брзи тестови во секој град, да можеме ние побрзо да идеме до дијагноза. Дали и колку ќе ви бидат од помош овие брзи тестови? Во секој случај, знаете, значи PCR-от секако не е специфичен тест за корона. Повторно ќе кажам да тоа е еден тест кој што лови сегменти од геномот на рибонуклинската киселина, а РНА има во составот на многу вируси. Така да, во секој случај, нели, ќе бидеме во некој правец, ќе добиеме дали тој пациент е позитивен или негативен. Ние и сега имаме пациенти кои што се позитивни, а немаат никакви симптоми. Значи има голем број од собствениците на фирмите, директорите сега ја добиваат некои понуди од некои фирми, лаборатории, пакети каде што ги тестираат и луѓе кои што веќе поминале со корона симптоми и биле болни на вистина со високи температури, со бронхопнеумонии, со се, сега собствениците ги тестираат, тие се здрави, а се позитивни и повторно седат дома. Повторно ќе кажам, тука треба здравствените власти, може или кризниот штаб кои што се стручни лица да видат, нели, во тој поглед што би правеле за да не ни клекне економијата во државата на коленици. Мора да размислуваме, бидејќи верувајте ми, ако постојано се прават тестови и здрави луѓе ние ги анкетираме, здрави луѓе дома седат, тоа е се на штета на оваа држава од која што, нели, сите чекаме. Доктор Лили, според изјавите на здравствените власти, тие тврдат дека граѓаните доцна барале лекарска помош. Какво е вашето искуство со пациенти? Дали навистина доцна бараат лекарска помош? Тоа може да е многу мал број на пациенти. Верувајте ми, најголемиот дел се едуцирани, значи навреме се јавуваат, линкот го имаат со нас, буквално за секоја промена се јавуваат. Имам пациенти кои што 4 пати во денот, докторке сега ми е 37 со 2, па 37 со 5, сега малку потешко дишам или имам диареја. Буквално за секоја промена која што забележуваат, се јавуваат и сме достапни. Но ако нема место, еве некнам последниот случај имав возрастна баба која што живее со внуката, значи нема други млади со незе, имаше 70 сатурација, побарав од брза помош да се транспортира на инфективно деление, немаше место, значи беше однесена до интерно, дадено е само инфузија и вратена. Исто уште еден друг пациент со 70 сатурација, само до интерно, прегледање и пуштен дома. Така да, тоа е реалноста која што има. Повторно ќе кажам, оваа држава треба да ја срекне што има 1400 и нешто матични доктори и овакво примарно здравство. И сметам дека со нашата услужливост не дозволивме да се блокираат болниците, заради тоа што овие матични доктори пуштаат инекции, вршат прегледи и ние немаме луѓе кои што, нели, по улици умираат или било каков случај. И веќе денеска да ви кажам еден вака позитивен момент, прв пат, нели, немаме позитивен пациент на таблата на мој термин кој што, нели, некој нов, се осети малку олабавување на притисокот од целокупниот, нели, број на пациенти. Денеска помирен беше телефонот, помале бројот на најавувања и сето тоа ми дава една надеж дека се движиме во добар правец. Тоа е добра вест, да се надеваме дека така и ќе продолжим. Доктор Букова, дали сте извршиле надзори во болниците надвор од Скопје, бидејќи состојбата во внатрешноста е поалармантна, тоа го кажуваат и самите директори, од недостаток на кадар па до недостаток на транспортни возила. Дали ДЗС има направено некакви надзори во болниците во внатрешност и каква е состојбата таму? Пред да ви одговорам на вашето прашање, само сакам едно мало дополнување. Со измена на протоколот и решенијата кои ги издава ДСЗИ, значи за позитивни асимптоматски случаи, домашното лекување и самоизолацијата е 10 дена. За позитивни пациенти кои имат било каков симптом, кој матичниот лекар секојдневно го прати и ги нотира, домашното лекување и самоизолацијата е 20 дена. Потоа, нема потреба од приложување на негативен тест за да се вратат на работа. Затоа што ова е ситуација која е нова и секојдневно пристигнуваат трудови и сознанија од секаде од свет, од еминентни центри, каде што е докажано дека циклусот во одреден циклус може да се најде развој на вирус и пациентот да биде позитивен, меѓутоа не инфективен за околината. И затоа, апсолутно се неоправдани ваквите постапки кои ги спомна доктор Чолакова, дека пациенти кои го прележале се сосема асимптоматски, поминале повеќе од 20, може би 30 дена и по налог на работодавачот се тестираат да бидат дома. Тие се сосема здрави и работоспособни. Во однос на вашето второ прашање ќе ви одговорам да, ДСЗ во изминатите 2 месеца има направено над 1000 надзори
во институции кои ги инспекторира. Значи тоа се јавни и приватни здравствени установи, детски градинки, училишта, фризерски, козметички салони и други субјекти на надзор. Околу вашето прашање, сите ја знаеме состојбата на расположив и вработен медицински персонал по одредени центри конкретно. Сите знаеме состојбата каква досега ја наследивме во Македонија, во Република Северна Македонија има едва и 50 инфектолози. Исто е мал бројот на микробиолози, мал е бројот на епидемиолози. Не можеме да очекуваме дека ние имаме идеална ситуација во пандемични услови кога тоа што располагаме е тоа, 50 инфектолози. Тие ротираат секаде, како што ви спомнав, во надзорите кои ги вршиме, секаде, во секоја клиничка или градска општа болница има инфектолози, во секоја смена или инфектолози кои доаѓаат на повик и на помош на колегите кои работат во ковид центрите. Значи, здравствениот систем е тој, инфектолозите и епидемиолозите кои во овој момент се најпотребни, нивната бројка е таа. Да се створи еден добар инфектолог или добар епидемиолог се потребни повеќе од 5 години. Меѓутоа, бројките, како што рече и доктор Чолакова, за среќа, веќе деновиве, вклучувајќи и денес, покажуваат блага депресија на респираторната крива, што нас, како доктори, ни дава за право да веруваме дека мерките кои се во сила сега го покажуваат својот ефект. Ги споминавте и градинките и училиштата. Каква е состојбата таму? Во градинките и училиштата не постои внатрешна трансмисија на инфекција со COVID-19, SARS-CoV-2 или многу ретко. Инфицираните воспитувачи или деца се импортирани случаи од надвор. Големиот број на деца кои се отстранети од физичко присуство во училиштата или од престој во градинки се по епидемиолошка анкета како контакти проценети во среден и висок ризик и тие се изолирани со решение на ДСЗ од 14-дневна домашна самоизолација. Меѓутоа, до овој момент немаме добиено сознание дека од тие деца некој покажал клиничка слика или се позитивизирал. Така, доктор Букова, сега сакам да ве прашам за еден случај. Пред неколку дена, за жал, почина нашиот сограѓанин Југослав Николич. Почина барајќи донации за да може од државна болница да оди да се лекува на приватно. Тој самиот напиша дека не е задоволен од медицинскиот персонал на државно, туку дека едноставно на приватно има поголеми шанси за да ја победи болеста. За жал не дочека. Здравствениот инспекторат започна да се вклучи во овој случај. Дали имате првични резултати или некакви? Завршен е вонредниот инспекцијски надзор за споменатиот пациент. Детали не можеме јавно да откриваме. Инициран е вонреден стручен надзор до Министерството за здравство и по процедурата која претходно ви ја кажав, ќе се очекува исход од вонредниот стручен надзор. А што е она што им е достапно на пациентите на приватно, а не им е достапно во државните болници? Еви во конкретниот случај, зашто сограѓанинот бараше и сметаше дека има шанси поголеми да се избори со вирусот во приватна болница, а не на државна? И ова прашање не може да го одговори Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Разликата помеѓу приватното и јавното здравство може би во условите на сместување и негата која се пружа до одреден степен. Меѓутоа, во однос на лекувањето, не верувам дека постои драстична, драматична разлика, затоа што, како што рече доктор Чолакова, ова е вирусна респираторна инфекција. Ова се пациенти со коморбидитети. Сите доктори знаат протокол на лекување на диабет или на било кој коморбидитет. Конкретно прашање, Државниот здравствен и санитарен инспекторат нема и не може да ви даде за разликите во лекувањето во приватното и јавното здравство. Дали како здравствен инспекторат може да ни кажете или сте истражале колку пациенти, да речеме, се починати во приватните болници, бидејќи ние испративме такво прашање до Министерството за здравство, тие ни рекоа дека здравствениот инспекторат има тука надлежност и контрола. Податок ќе ви го даде Институтот за јавно здравје, затоа што секоја приватна и јавна здравствена институција мора на дневна основа, како што гледате во дневниот билтен, се пријавуваат починатите пациенти во тековниот ден.
меѓутоа се пријавуваат и во која институција се починати. Тој податок го има Институт за јавно здравје. Доктор Бухова, мислам дека е информација што би можело да им користи на граѓаните, еве каде можат да се обратат доколку најдат на некаков проблем во здравствените установи, кои се впрочем вашите надлежности еве како здравствен инспекторат во тој дел? Се што инспекторира ДСЗ може граѓаните знаат веќе и на телефоните, а и на мејлот info.dszy@zdravstvo.gov.mk. Дневно добиваме по 50, некој пат и 100 мејла. Не се секој пат прашањата упатени до ДСЗ, меѓутоа нашите инспектори и сите тие кои го менаџираат овој мејл одговараат и ги упатуваат граѓаните соодветно на прашањето кое е поставено. Дали колку здравствени инспектори имаме во земјава и дали имаме недостаток и од овој кадар? Каква е состојбата еве кај вас? Во Државниот здравствен и санитарен инспекторат има само 41 инспектор за територија на цела држава. До пред 3,5 години немаше извршено ниту еден прием на нов инспектор. Во претходните 3,5 години имаме примено 11 помлади инспектори, што е знатно освежување, меѓутоа е многу далеко од европскиот просек. Европскиот просек за потреба на инспектори од здравствениот аспект е најмалку еден инспектор во еден поголем град. Меѓутоа, овие 41 инспектор, кои од март месец до денеска немаат слободен ден, немаат викенд, немаат празник, цврсто стојат и се носат со сите предизвици и задачи кои се поставени пред нас. За илустрација да ви кажам, од 1 до 15 ноември месецов, инспекторатот има изготвено 25.199 решенја кои се потребни и упатени на граѓани, решенија по основ на позитивен, по основ на контакт, истите се изработени и испратени до граѓаните. Во овој момент ДСЗ работи на издавање на решение комплетно сите вработени, 71, меѓутоа големиот товар го носат овие 41 инспектор, дел кои се доктори и стоматолози, дел од нив специјалисти епидемиолози, високостручни и сите инспекцијски надзори кои се вршат се на изузетно високостручно ниво. Во овој момент, заради големиот број на решенија кои треба да се достават до граѓаните, владата не возможи помош од 8 лица и секоја општина по 2 административни работници кои го работат техничкиот дел, изработка и испраќање на решенијата до граѓаните. Доктор Лили, истото прашање за вас, еве колку матични лекари има на ниво на цела територија на државава? Имаме ли доволен број на кадар, особено еве сега во услови на епидемија? Бројката на матични доктори варира, порано бевме многу повеќе, околу 1800 бевме, но во последниве години дел се пензионира, дел почина, некои се исели од државата. Нема нов кадар? Нема нов кадар, многу тешко можеме да најдеме нов кадар, заради тоа што, повторно кажувам, не може. Имаме еден момент каде што вели Министерството за здравство, ако одите во брза помош да волонтирате 6 месеци, имате приоритет за специјализација. Тоа е еден од моментите каде што ние не сме рамноправни како професионалци кои што исто нудиме и ги едуцираме овие млади кадри. Зошто, например, тој закон да не се промени, да и кај нас ако работат, да можат исто така да имаат приоритет. Така да околу 1476 матични доктори во Република Македонија се моментално кои што го обслужуваат примарното здравство. Нормално таа бројка варира плюс-минус, заради тоа што идат, си одат, така да овие помладите поработуваат по неколку месеци и после тоа сите сакаат во јавно здравство да продолжат каде што нормално може да добијат специјализација и да напредуваат. Така, доктор Букова, ги споменавте вие и решенијата. Една нели од задачите на ДЗС е издавањето на решенија за изолација во услови на епидемија. Се чини дека на почетокот сето тоа беше добро спроведувано и контролирано, но во последен период се поголем број на граѓани веќе реагира дека иако им е потврден вирусот и добиле позитивен резултат, не добиваат навреме решение од страна на здравствениот инспекторат. На што се должи ваквиот хаос? Денешниот пресек е следниот. Секаде во внатрешноста, освен во Прилеп, се издаваат решенија добиени за позитивни лица од Институт за јавно здравје со тековниот ден. Само во Скопје и во Прилеп имаме
за останување денеска почнаа да се работат позитивните лица од 11. Тоа се должи на зголемениот број на позитивни лица во Скопје и затоа е оваа помош што претходно ја спомна во техничкиот дел на изработка на решенијата. Меѓутоа, воколку се случи да некој од граѓаните, зборам за позитивни, не го добие решението, се обраќа на веќе споменатиот мејл и истото го добива во рок од неколку сати. Што се однесува до решенијата на контакти, нив ги добиваме по спроведените епидемиолошки анкети од страна на центрите за јавно здравје во Скопје и во внатрешноста. Се додека ДСЗ не добие епидемиолошка анкета на еден позитивен граѓанин, не сме и не може да издаде решение на контакти. Имаме различни случаи. Имаме случаи кога позитивен пријавува како контакт само контакт од дома, од семејството. Меѓутоа не пријавува ниту еден контакт од работа. Во таков случај ни се јавуваат контакти од работа кои барат решенија, кои се само изолирале или работната институција кај што работат си направила своја внатрешна мини епидемиолошка анкета и ги отстранила од работа. Меѓутоа, ДСЗ не може да издаде решение на никој кој не е посочен како контакт од позитивното лице. Тука може би има, не би рекла каснење, значи одредени лица не можат да го добијат тоа решение од ДСЗ, се додека не се изврши епидемиолошка анкета и ние не ја добиеме анкетата за среден и висок ризик и по тој список го издаваме решението. Има ли уште граѓани кои што ги кријат контактите? Се соочувате ли уште со вакви проблеми? Па, еве, за илустрација да ви кажам, имаме бројка кога, да речеме, има 1060 позитивни, контакти се пријавени само 735 лица. Самата бројка збори сама за себе. Од 1036 позитивни, пријавиле само 35 контакти. Значи, има секакви примери. Има примери кои сами се пријавуваат дека биле контакти од своји лични причини, а позитивниот кажува дека не бил во контакт со тоа лице. Значи, има секакви примери и затоа ДСЗ не може, не смее и нема да издаде решение за контакт, се додека епидемиологот од овластениот Центар за јавно здравје нема да ја достави соодветната анкета за среден и висок ризик. Дали ако на некој заразен, да речеме, еве му доцни решението, како што споменавме во претходните случаи, може и слободно да шета и да го шири вирусот? Има ли систем кој што може да го препозна? Не може слободно да шета. Не може слободно да шета. Од 6 октомври функционира системот ЕКСИМ, кој е поврзан Државниот здравствен и санитарен инспекторат со Царинска управа и со гранична полиција. И МВР на дневна основа ги добива списоците за позитивни лица кои и ние ги добиваме од Институт за јавно здравје. Значи, реално, законски не треба, не може и нема можности да шета, меѓутоа се останува на лична одговорност. Останува на совеста на граѓаните. Не може никој да овозможи 24-сатна контрола врз било кое позитивно лице. Институцијата која врши контрола за домашна самоизолација е МВР. Меѓутоа, МВР може во одредени периоди да контролира, не може да дежура, така да сето тоа останува на совеста на граѓаните. Дали сега се следат контактите на потврдените случаи или веќе излезен од контрола, бидејќи нели се заовели изолирајте ги контактите, ќе го изолирате вирусот? Се следат, токму тоа ви кажувам, значи епидемиолошки анкети продолжуваат да се прават. Прашањето е кога и во колкава мера граѓаните ги пријавуваат реално контактите. Доктор Лили, веќе 8 месеци здравството е насочено претежно кон пациентите со ковид. Како ги лекувате останатите пациенти со други заболувања и како оваа ситуација влијае на нив? Па веќе сме вратени во некоја нормала, после многу апели, каде што алармиравме да пациентите кои што имаат потреба да пијат терапија за антикоагулантна, например, кои што имаат стентови и други некои операции во пределот на срцето, така да ИНР се прави веќе во градовите, овие кои што се другите пациенти кои што имаат потреба за хронична терапија, за аплицирање, за да си обноват извешта или било што, така да ги упатуваме, иако нема термини, со оној кој користиме најчесто оној упат за 7 дена кој што е, или итен упат.
така да се снаоѓаме низ системот. Во секој случај веќе се достапни најголемиот дел од специјалистите, така да единствено се случува некогаш нели да отиде некој на преглед, а тој доктор да е ставен на ротирање, така да се сметам дека треба да го услужи друг колега од тој дел или од тоа оделение. Така да во најголем дел веќе можеме да кажеме да пациентите можат да стигнат и до кардиолог и до онколог, заради тоа што извесен период, едно 5-6 месеци, навистина имавме пациенти кои што беа со метастази, со се, не можеа да стигнат да си направат контрола. Да, меѓутоа повторно се најавувајте дека тоа ќе се случува. Сега практично Скопскиот клинички центар е претворен во ковид центар. Дали е ова според вас добра одлука за останатите пациенти? Ја можам да кажам дека секогаш треба да има влез за пациенти кои што се со ковид и влез за пациенти кои што се здрави и кои што треба да си ја обават својата контрола. Така да со добро менаџирање сметам дека секој можеме, зошто велам, здравството треба да е флексибилно. Значи сите ние како здравствени работници, оние кои што се менаџери, треба менаџерски да постапуваат. Значи треба да се секогаш со базата, треба секогаш да се со колегите, да се на терен, тука да се меѓу колегите за да знаат што се случува и навремено да се реагира, да се прават посебни влезови, да се подели, да се реорганизира кадарот, но мора да има континуитет. Здравството не смее да биде со дисконтинуитет. Доктор Лили, има ли уште пациенти кои што не веруваат во вирусот? Какво е вашето искуство? Не така да не веруваат пациенти, значи повторно ќе кажам, зависи до имунитетот на луѓето. Значи оние кои што беа со коморбидитети малку потешко поминуваат, но има и пациенти во 95-6% кои што со ден, 2-3 температура поминуваат во целокупна во оваа ситуација. Така да, секој си бара помош соодветно, а повторно ќе кажам, не треба да има и толкава доза на страф, заради тоа што менталното здравје е повторно една состојба во која што пациентот кога е блокиран од страф, поинаку реагира неговиот имун систем. Хроничниот страф исто така штетно влијае на целокупниот организам и уште еднаш ќе апелирам да секој да си ја работиме професионално својата работа. Сметам дека треба малку да се релаксираат оние моменти на соопштување колку починале, што починале, бидејќи мислам дека го преоптеретивме народот. Да си оставиме секој да си ја работиме својата работа, да се за својата, докторите матичните своји, оние кои што се во болниците и малку да зборуваме за попозитивни нешта, бидејќи менталната состојба на нашите пациенти и на нашиот народ е навистина приоритет за мене како професионалец. Така. Како ги оценувате мерките на здравствените власти? Дали во вакви услови можеби треба и поригорозни мерки или добро се менаџерира кризата во моментов? Која е вашата оценка? Јас мислам дека добро се организира целокупната состојба. Не смееме да правиме поригорозни мерки заради тоа што повторно ќе кажам, што ако сите се плашиме од корона, а да немаат луѓето дома леп да јадат. Значи, сите сме свесни после првиот локдаун што се случи во државата. Огромен број на народ се исели за Англија, за Франкфурт, за Германија, за Шведска, барајки парче леп, и тоа луѓе кои што имаа кафани, кои што имаа бутици, кои што беа сопственици. Економски нема да го издржиме. Значи, дојдете во Велес да видите пола од дуќаните се затворени. Така да сметам дека ако денеска една фирма ланецот го затвори, тие луѓе нема да испаднат да купат појадок. Да речеме локална која што е пекара помалку ќе има заработувачка. Утре ќе се затворат и други фирми кои ќе плаќа фирмарина во државата. Верувајте ми, значи ние мора да внимаваме, уште едно локдаун или уште едно затварање економски нема да издржи нашата мала државичка. Затоа повторно ќе речам, професионално сите да се грижиме, сите да се однесуваме совесно, навремено да се јавуваат кај својот матичен доктор и да се надеваме дека со посветеност максимална, дека ќе се справиме со целокупната ситуација. Доктор Бухова, како вие ги оценувате актуелниве мерки? Потребни ли се поригорозни или очекувате и овие да дадат резултати? Веќе за среќа, вчера денес се гледа делување, одредено дејство на мерките кои се во сила. Мерките ги знаеме сите, нели? Прекин на работа на економски оператори после 21 часот, забрането групирање во отворен простор на луѓе на група повеќе од 4, забрането групирање во домашни услови. Сето тоа веќе го гледаме со една блага депресија на кривата која на нови позитивни случаи. Ги очекуваме, значи Комисијата за заразни болести секојдневно ги прати параметрите, очекуваме деновиве кои се пред нас да се видат ефектите од мерките кои се во сила.
Тука некаде би требало да ја завршиме емисијата. Пред да ја завршиме уште едно прашање за двете. Македонското здравство не е димензионирано за спребување со ваква епидемија, тоа го констатира и самите епидемиолози. Последно прашање, кои се проблемите што ги исфрли на површина епидемијата со коронавирусот во делот на здравството и кои треба да бидат приоритетите во иднина за подобрување на здравствениот систем? Доктор Лилија? Ја повторно ќе кажам да може во примарното здравство треба да се појача со уште еден администратор. Значи тука треба здравствените власти да размислат дали докторот треба своето професионално време да го троши на телефон, дали треба да му се посвети на својот пациент. Верувајте ми, сметам дека не е лошо, порано јас памтам, јас сум човек кој што сум роден 1967 година, во едно здравство каде што докторот, покрај тоа што имаше сестра, имаше и администратор. Така да тука, мислам, треба да се размислува за вработување дополнително еден човек, кој што би можел да прима повици, би можел да координира, да закажува ПСР, значи оние телефонски услуги треба да си ги закажува администратор. Не сме здравствените работници, докторот и сестрата треба да го трошат времето да прават екагиња, да прегледуваат, да се занимаваат со наука, да имаат време да го смират пациентот. Значи, верувајте ми, погледот очи во очи и смирувачката состојба не може ништо да ја замени. Ако ви еден разговор со вашиот матичен доктор во кој што вие верувате. Така да во однос на менаџирање на целокупното здравство, сметам дека треба да се растерети примарното здравство од хартијата, значи она електронско здравство ние кој што го велиме, мора да имаме сигурност, пациенти на ПЗУ ни е едно од стратешките барања, не може ние постојано собственикот да биде зависен од вработениот доктор или да биде од сестрата дали ќе си оди или не. Значи, на оваа држава и требаат стабилни фирми кои што ќе плаќаат фирмарина и да си одржаваме државата. Но тука ни треба помош од здравствените власти со измена на одредени бирократски закони кои што постојат многу одамна. Така да сметам дека треба да се почитуваме како партнери, ние како луѓе кои што ги даваме тие здравствени услуги и како министерство и фонд кои што треба сето тоа да го платат. Доктор Букова, што научивме од епидемијата и кои треба да бидат идните приоритети во здравството? Пандемијата ги изведи на површина сите оние проблеми кои со години наназад биле ставани условно речено во наводници под тепих. Тоа што значи? Да не се повторувам, ситуацијата која ја наследивме, токму тоа ни покажува дека во синџирот на здравствени услуги нема приоритетни и помалку важни специализации. Тоа значи дека никој пат не треба да биде во генералната национална стратегија морало да се води сметка за адекватно давање адекватни специализации од сите области, што значи да нема пропусти како до сега, занемарување или понеатрактивни специализации од типот на епидемиологија, хигиена, медицина на труд или микробиологија, односно сето тоа што ни го покажа како недостаток, тоа биле проблеми кои се зацкривале, односно проблеми на кои не се обрнувало внимание. Ете, сега, во овој момент, тие специјалисти во услови на пандемија се покажува нивниот недостаток дека е есенцијален. Односно, што сакам да кажам, правилно планирање и национална стратегија, тоа што може би не било, е неопходно потребно сега, затоа што за овој кревок здравствен систем, кој секако стоечки ја издржува оваа битка, да продолжи и да може поубаво да функционира во иднина. Доктор Букова, доктор Дервишова, ви благодарам многу што бевте дел од вечерашнава 24 анализа. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на телевизија 24.